Секоја партија сака да се одржи на власт што подолго. За тоа да се случи, треба да обезбеди поддршка кај што поголем број граѓани и со тоа да ја обезбеди сопствената легитимност. Но не по секоја цена. Легитимна е само онаа власт која граѓаните ја доживуваат како праведна и непристрасна и која овозможува политичка стабилност, сплотеност на разликите во општеството и владење на правото. Наедноставно преведено, легитимноста подразбира барем минимално одобрување на владењето од најголем број граѓани или од речиси сите. Секако дека едни повеќе ќе ја поддржуваат власта, а други помалку или ќе бидат против неа. Но потребна е најширока согласност дека според правилата на системот таа има право да владее во својот мандат. Според ова, кога власта почнува да ја губи легитимноста? Тогаш кога самата веќе не игра според правилата на системот, кога почнува да мами и да не води сметка за интересите на поголем број граѓани, кога кон една група луѓе се однесува на еден начин, а кон друга на поинаков. Тоа однесување на крајот создава длабока криза во општеството, предизвикана од разнишаните правни, економски и морални темели. Што тогаш? Во земјите каде што демократијата се уште е во развој, власта се обидува легитимноста да ја одржи со идеологија. Интересите на партијата се поставуваат на ниво на закон, а секоја критика на постоечкото не е добре дојдена и се смета за светогрдие. Во ширењето на илузиите за самата себе, власта се служи со индоктринација, најчесто преку запоседнување на средствата за масовна комуникација, за постојано ширење на политичка пропаганда. Медиумите ги подготвуваат и ги програмираат граѓаните за прифаќање на понуденото без претходно расудување. Со емитирање на програма за перење мозок, застрашување, стереотипија, се тежне само кон една цел – создавање масовна некритичка послушност која ги прави граѓаните рамнодушни и политички мирни, а токму такви граѓани се лесен плен на идеологии и режими која сведуваат политиката на разликување на пријател и непријател. Затоа кога една власт ќе ги загуби сите правни, морални и економски причини да оправда својата легитимност, национализмот станува најсилната обединувачка и стабилизирачка сила на општеството, но во служба на оправдување на политичкиот систем. Има ли лек за подигнување на имунитетот против овој тип на пропаганда? Секако, основниот лек против индоктринацијата е развојот на самостојното и критичко мислење. Во прв ред, воспитание кој емансипира, негува толеранција кон оние што мислат поинаку. На една демократска власт треба да и лежи на срце одржувањето на демократијата, а не одржувањето на власт по цена на губење на демократските вредности.